Поплавата нанесе сериозни щети на Струмица и регионът. Веднъж по първите по-големи количества дожд, ние пратениците от регионът ги посетихме сите населени места. И денеска сме го посета исто така на населените места. Регионът го посети и министърът на Киевски, вице-премиерът Пешевски, денеска со нас е и заменик министърът земеделие Коњановски. Се сретна со настраданите граѓани и увидовме настанатата штета и состојбата. Институциите веднаш започнаа со интензивна акција за справување со состојбите. Дирекцијата за заштита и спасување ја ангажираше целокупната механизација, а механизација како помош беше побарана и од околните населени места. Ангажирана е инженерската единица на армијата на Република Македонија, која действуваше и действа врз речното корито на река Турија, за да се спречи поплавувањето на околните населени места. На наша иницијатива голем број градежни фирми ја ставија својата механизација на располагање и голема благодарност до сите оние кои доброволно се вклучија во спасувањето на неколку критични инфраструктурни објекти. Мостот на реката е зачуван, меѓутоа едниот крак има одредени оштетувања. Голема за среќа за Струмица е што пред одредено време од страна на владата беше извршена санација на брана Турија со инвестиција во висина од 30 милиони денари преку јавното претпријатие за стопанисување со стамбен деловен простор и истата брана ја имаше улогата на задржување на огромните количества на вода. Исто така, сакам да изразам една огромна и голема благодарност до сите стопански субјекти кои им излегува во пресрет на нашите настрадани граѓани, благодарност за соработката на општинските органи и повик до сите стопански субјекти да им помогнат на граѓаните и здруженијата кои во разни акции се обидуваат да им помогнат на нашите сограѓани. Состојбата будно ја следиме и бидејќи временската состојба се нормализира, ги повикуваме сите граѓани да ги пријават штетите во општина Струмица како би можело да се направат реални проценки на настанатите штети врз нивните имоти и посевите. Благодарам.